Слушнавте за новиот графит? Не слушнавме, го прочитавме. Зошто само кај нас пред врата пишуваат графити? Да, навистина. Што ли значи тоа? Што значи графитот или тоа дека секогаш кај нас пред очил напишуваат? Па и двете. Кој има книги нема да му биде криво. Што може тоа да значи? А жива вистина? Кој има книги, не може да му биде криво. Вистина. Што ме вистина? Значи, мудро е напишано? А Искра, зошто мислиш дека е вистина графикона? Па, просто, брат ми еднаш скокаше од плакарот на креветот и ја скрши едната ногарка на кревет. Чекај, каква врска има тоа со графитот? Кој има книга не може да му биде криво. Па ако дозволиш да докажем, може ќе да знаеме. И? И ние му викавме на тато да го поправи креветот, сега не може така да спие детето. Ама тој не сакаше. И викаше, што може како мајмун да скока од шкаф на кревет, тогаш нека се спие на криво. И? И бато, за тоа што беше паметен, зема 5 или 6 книги, ги стави на местото на ногарката и креветот се исправи. Значи, кој има книги, не може да му биде криво. Значи, поглупаво нешто немам слушнато последните 3,5 месеци. Еј, Бисера, ај, забриши се овде малку. Зошто? Што имам? Па ти тече мозокот од увото, затоа што си многу паметна. Дечки, деве молам не се расправајте. Слушнавте дека професорката, директорот и педагогот отвориле истрага за да го најдат ова, како се викаше? Тој што црта, графиташот. Оу. Јас слушнав, да, за жал, ама не знам зошто би го барале. Да, зошто го бараат толку? Па сигурно не за да му дадат награда. Сигурно ќе биде кај за 2-3 века. Не е исплатливо толку кречење. Лилијана, како може да размислуваш за кречење? Па уметникот ќе настрада. Уметникот? Да. Тоа не е уметност да пишуваш криви букви пред врата. Ти си? Не ми се верува. Гледайте, ако ме кажете, навистина ќе ви се налуто. А што ти текна? Искрено не знам, нешто читав книги и мислев дека направив мудро. Добро. А јас ќе одам до тоалет. Што ти е? Професорката и директорот се пред врата. Леле, Зорица, готова си. Па ако не ме кажете, нема да бидам готова. Ќе кажеме дека не е таа што напишала. Добро, ајде. Нема потреба да ги возгивируваме децата. Како нема? А вие знаете ли колку чили го рисувајте? Директоре, нека остане ова меѓу нас, но е признавам, јас ги напишав графикот. Леле, па зошто бе го кажа професорката? За 8 март да ја купиме кола. Да. Која ви беше мотивацијата форечки? Да ги натерам некако да размислуваат и јас и тие да излезат од кутија на него што била. Ако треба, јас ќе ги покријам трошоците за рисување. Добар ден, професор. Добар ден. Зорица, следен пат прашај за цитати. Добро. Дечки, мислам дека е фер да собираме пари за врсување.